Подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, пред нас денеска е предлог за избор на нов член на владата. Се работи за Ристо Пенов, поранешен градоначалник на град Скопје. На повозрастните граѓани, посебно на скопјани, ми е познат како човекот кој што за 2 мандати направил многу малку за Скопје, ама затоа пак овозможил голем грабеж преку приватизација на топлификација, градски аптеки, ГТЦ со сите дуќани, скопски пазари и така натаму. И сето тоа по багателни цени за привилегираните функционери на Социјалдемократскиот сојуз. И за нас не е никакво изненадување што СДСМ преку својата сателит партија оди со ваков предлог, затоа што тој е човек кој што и како може да придонесе и да ја овозможи на власта, да ја овозможи мисијата наречена блокирање на процесот на децентрализација со цел да се прикрие поразот на СДСМ и ДУИ на последните локални избори. Она што господинот Пенов го има доставено како биографија, најверојатно погрешка пристигнато тука во собранието, затоа што во биографијата може да се види единствено дека бил градоначалник во 2 мандати, понатаму дека бил пратерик во 2 мандати. И она што е вака интересно е што во неговата биографија наведува дека, например, бил раководител на Ангро Коза во 1990 година, Скопје, Северна Македонија. Замислете, уште од 90 година. Понатаму, зборува за работи кои што се најмалку битни за Министерството за локална самоуправа и за оно што ќе го работи, но сепак тоа е негова одлука и најверојатно ова CV требало да заврши во Конгресот на Либералната партија и таму да се разгледува, но сепак еве доставено е пред нас и нема што и да се издвои, а исто така и премиерот во својот говор не издвои многу работи околу биографијата на господинот Ристо Пенов и ништо не е чудно, затоа што Се извинувам, Либерално-демократска партија. Да, се извинувам. И ништо не е чудно затоа што со ваков премиер и оваа влада на СДСМ и ДУИ, најверојатно еден од условите да се стане министер е да не се чувствуваш како македонец. И токму Пенов ќе биде идеален декор на оваа антимакедонска и криминална влада, составена не од партии, туку од компании, како што изјави министерот за економија господинот Бектеши. И во право е Бектеши кога зборува за компанија, а не за партии, затоа што ова влада е составена токму од компании и таа е олигархистичка и единствено насочена кон профит и уништување на македонизмот, на македонците, на Македонија, сквернавање на се што е свето, на осиромашување на народот и е влада со силни бизнис интереси. Оваа влада е влада на 2 премиери, од кои едниот е нелегитимниот Ковачевски, а другиот е господинот Артем Груби, кој што знаеме како го води својот ресор. Но за волја на вистината и Ковачевски уште пред нецела една година, како нелегитимен мандатар, при составувањето на владата, јасно кажа дека нема да има влијание во изборот на министри од страна на ДУИ, па затоа гледаме дека сега се менува еден министер, наместо да се поднесе оставка на целата влада. Од оваа гледна точка можам слободно да кажам дека за нецела година Ковачевски како премиер на влада направи толку многу криминал и предавства што се изедначи со неговиот претходник Зоран Заев, кој што ќе остане запаметен како најголемото зло кој што се случило на Македонија. Господине Ковачевски, се навршува една година од локалните избори, кога Социјалдемократскиот сојуз изгуби со повеќе од 100.000 гласа разлика. Исто така, вие сте скоро една година на власт и ја пропуштивте шансата да направите нешто добро за државата. Со својата неспособност, дрскост и самобендисаност, вие го пробивте дното и ве убедувам дека на следните предвремени парламентарни избори ќе загубите со 200.000 гласови. Едноставно ќе бидете прегазени, а потоа и ќе одговарате заедно со вашиот ментор Зоран Заев за сите злодела кои што ги направивте на народот и државата. И морам да кажам дека требаше да останете во приватниот сектор, затоа што трговијата е очигледно вашата посилна страна, но кога се тргува со македонските национални интереси, тоа представува предавство и е казниво со затвор. Вие докажавте за оваа нецела година дека сте продолжена рака на Зоран Заев во целиот грабеж, криминал и корупција кои што се случуваат на државата. Ниту еднаш, како премиер, не се ограбивте од криминалицот Зоран Заев,
за ретроградните политики кои што ги водеше, и не само што не се оградивте, туку вие продолживте и понатаму со прифаќање на непристојниот бугарски предлог, кој во себе содржи ултиматум за асимилација на македонскиот народ. И само да ве подсетам дека бугарскиот предлог кој што го прифативте ја отвори Пандорината кутија и вие прифативте нешто незамисливо за македонскиот народ, а тоа е бугарски диктат. Прифативте целосна ревизија под бугарски диктат на македонската историја и на македонскиот јазик. Слушнете ги само што зборуваат бугарските политичари и се ќе ви стане јасно. Вие не само што се откажавте од македонските национални интереси, туку и понатаму продолжувате да ги бришете спомениците, нашата славна историја со која се гордееме како народ, а вие ја поганите. Вие се откажувате од хероите, сакате да ги промените фактите во учебниците од кои што учат нашите деца и сега личат овие учебници на се, а само не на она кој што треба да бидат. Господине Ковачевски, вие прифативте процес на асимилација на македонците, започнавте со промена на името на државата, а сега продолжувате со целосно бришење на македонизмот. Вие не терате политика на заштита на македонскиот интерес, туку агенда на задоволување на апетитите на оние на кои што сте си ја продале душата. И точно е дека сте дезертирали од служење на воен рок. Човек кој што дезертира од собствената армија не е достоен да води држава. Вашата агенда за поделба на македонскиот народ ќе ви се удри во глава и би ве запрашал како не ви е срам од една страна дозволувате отворање на бугарски друштва кои во себе содржат антимакедонски елементи, кои во своите називи имаат имиња на соработници на фашисти кои се одговорни за крвопролевање и прогон на илјадници македонци, а од друга страна дозволувате вице-премиер во вашата влада да биде човек кој што го забрани употребата на поимот Македонија со решение. Вие свесно како власт одобрувате создавање на нови поделби меѓу македонците, дозволувате да се врши тивка асимилација под палка на бугарските хегемонистички идеи кои купуваат македонски граѓани со цел да се запишуваат како бугари за да се прикаже дека тука има некоја угнетена заедница. Свесни ли сте дека Македонија ја претворате во плодна почва за нови никулци на фашизмот во модерна Европа? Дали сте свесни дека се она за што се бореле нашите предци, за кои што гинеле и крвареле, вие денеска го скрдавите и газете? Господине Ковачевски, вие ја уништувате Македонија и заедно со вашите соработници од типот на Спасовски, Николовски, Маричич, Османи и Груби сте најголемите виновници за предавствата кои не се случуваат, за сето бришење на историјата и обидите за бришењата на идентитетот на македонците. Вие лично сте најголеми негатори на македонскиот јазик, култура и идентитет, немате легитимитет, ја имате окупирана Македонија, вие сте окупатори кои се на власт без поддршка на народот. И токму сте најголеми виновници за сите негации на македонскиот народ. Господине Ковачевски, вашата влада е корумпирана и е најкорумпирана во Европа. Вашата влада е виновна за растот на криминалот и корупцијата во државата. Вие сте главни виновници за тоа што Македонија се бројува во државата со најкорумпирани и најкриминализирани влади во светот. Бегате од народот, а и народот бега од државата, бегаат студенти, бегаат доктори, бегаат инженери, ја напуштаат Македонија затоа што не можат да живеат во хаосот кој го правите. Народот е незадоволен и бесен на вас, народот е подготвен да ве разласти, а вие тоа го знаете и затоа купувате ден повеќе, месец повеќе, само за да истерате некој тендер плюс, уште некој бизнис за себе, за вашиот кум, за нова лиценца за марихуана, за вашиот ментор Зоран Заев, за нова лиценца за продажба на електрична енергија за синот на Заев, за нова лиценца за производство на електрична енергија за Вице Заев, за нов бизнис за фирмите блиски на Дуи. Ова влада тоне во собствениот криминал и скандали, како што беше оној со фалсификување на пасоши кои што беа искористени за да се даваат идентитети на македонски државјани, а беа користени од страна на белосветски криминалци. Не постои попознат мафијаш кој што нема македонски пасош и тоа е голем срам за државата. Како и да е, сметам дека денеска подобро ќе беше да ја поднесете вашата оставка на оваа седница, да не погледнете сите во очи и да изгласаме распуштање на оваа собрание и да одиме на предвремени парламентарни избори. Благодарам. Тука ќе направиме пауза, продолжуваме со работа во 15 часот.